Добро вечер во уште едно издание на 24 анализа. Следниот петок во Македонија во посета доаѓа еврокомесарот за проширување и соседска политика Јоханес Хан во контрола на спроведеното од Пржинскиот договор. Во изминатиот период во јавноста повторно се отвара дилемата за одложување на парламентарните избори, инаку договорени за 11 декември. Кој не сака избори, ВМРО, ДПМН или СДСМ? Имаме ли услови за фер избори на 11 декември? Кој се плаши од специјалното јавно обвинителство? Нови теми вечерва дебатираме со моите гости. И ваши се разбира. Никола Србов, добро вечер за вас. Добро вечер. Докторант на историски науки, инаку жесток критичар на политиките на Социјалдемократскиот сојуз. Добро вечер и за Глигор Стојбенов. Добро вечер. Од Фродем, јас ќе кажам. Своевремено дел од ВМРО ДПМН, ако не се лажам. Се уште. Магистер на правни науки. Добро вечер и за двајцата. Ајде на почетокот, Хан доаѓа во петок, веројатно да направи контрола на тоа што е спроведено од Пржинскиот договор, на првична оценка. Што можеме да очекуваме од Хан? Според тоа што го гледаме, се што се случуваше досега, мислам дека оценката ќе биде дека се е спроведено тоа што се од Пржинскиот договор што пропишуваше да биде спроведено. До сега се спроведено, истото е потврдено и од Социјалдемократскиот сојуз, истото е потврдено и од ВМРО ДПМН. Значи сите услови кои беа поставени преку Пржинскиот договор веќе се испочитувани и мислам дека може од избирачкиот список, медиумите и такви слични, значи покрупни прашања да кажеме, се решени и ќе може да се оди слободно на избори. Хан веројатно ќе го дефинира само тоа дека имаме. Јас мислам дека доаѓа да го дефинира тоа, бидејќи веќе нема услови, нема за што да се бега, кои нови услови да се поставуваат. Тоа што беше побарано се испочитува и од двете страни, колку што можеме да видиме. И двете страни се согласни дека има услови да се излезе на избори. И мислам дека тука сега Хан ќе дојде и ќе го потврди тоа. А кој ќе бега од избори во наредниот период, тоа ќе го дебатираме. Стојбенов, што очекуваш од Хан? Можеби ова е и твоја тема со оглед на тоа што си поблиску до меѓународното право. Благодарам. Јас сум убеден дека овој пат избори ќе има, односно на 11 декември ќе се случат избори. Зошто сум убеден? Затоа што пред се некои работи, некои случувања во политичкиот живот ги следам и од блиску и ги анализирам и мислам дека овој пат бегање нема. Сега прашањето дали се исполнети условите и кој сака да побегне од избори, јас тоа го напишав и пред 2 недели во еден текст и одговорно тврдам дека единствена политичка партија во овој момент која сака да избега од избори е ВМРО ДПМН. Зошто го велам ова? Јас сум се уште дел од таа партија. Јас знам како размислуваат, јас имам постојана комуникација со луѓето, мене ми кажуваат постојано што се случува внатре во партијата и така натаму. Во овој момент, значи на ВМРО ДПМН на 11 декември не му одговара избори. И ќе бидеме сведоци, вие ќе бидете сведоци дека ќе направи се што може, ќе велам се што може, со сите расположливи средства, ќе иде кон тоа да најде некој начин да се одложат изборите. Единствен гарант кој нема да дозволи да се случи тоа, затоа велам на почетокот сум убеден дека ќе се случат избори е меѓународниот фактор. Во овие 3 дена се прави силен притисок по сите основи, значи. Силен притисок на политичката елита на власт, се разговара со опозицијата, се разговара со сите фактори. Значи, во овој момент меѓународната заедница воопшто не е спремна да разговара за никакво одложување на изборите. Велам, не е спремна. И затоа сум убеден дека до тоа нема да дојде. Но верувајте, ќе бидеме сведоци уште на многу обструкции до датумот на распуштање на собранието, евентуално го се продолжи до 27 октомври, ќе бидеме сведоци на многу обструкции кои ќе водат кон тоа да има одредени услови да се разговара за повторно одложување на изборите кои веќе ќе води во недоглед. Меѓутоа ние тоа не можеме како општество, како држава веќе да го издржиме, ние мора да идеме на избори. Ние треба да се соочиме на избори и верувам дека тоа ќе се случи. Србов, очекувате обструкции, Стојменов вели дека ВМРО ДПМН е таа која што не сака избори. ВМРО ДПМН зошто не би сакала да има избори? Значи сите анкети што ги гледаме дупло е водството и ке лидерите е дури тројно повеќе ке Никола Груевски, партиите е дупло водството на страната на ВМРО ДПМН.
Претходните закажани избори знаеме, сите знаеме кој ги откажа, тоа е Социјалдемократскиот сојуз. И не гледам причина зошто ВМРО ДПМН сега би сакала да се одложат изборите. Значи и претходните два датума кои беа, ВМРО ДПМН беше таа која притискаше да се искочи, да се излезе на избори, додека Социјалдемократскиот сојуз беше да не се излезе на избори, успеа во тоа. Како што каже и соговорникот, мислам дека сега и меѓународната заедница ќе е веќе спремна, јас не сакам така да тоа што ни се мешаат и ни кажуваат некога да имам избори, што не може да се договорат политичките партии меѓу себе, но мислам дека нема да има притисок од нивна страна за да се случат изборите. Стојмино вели дека овие 3 дена се вршат онака жестоки разговори, на некој начин жесток притисок дека избори мора да има на 11 декември, до крајот на година или пред локалните избори. Јас според тоа што го гледам и ке политичарите и во јавноста што излегува, мислам дека и убеден сум дека ќе има избори. Иако на екраните кога ќе гледате малте не започната неформално кампањата, зошто мислите дека ВМРО не сака избори? Видете, од едноставна причина затоа што тие не може да победат на овие избори. И не може да го добијат тој резултат што го посекуваат ни малку. Србов вели дека рейтинзите се видете, тоа се рейтинзи кои они самите ги прават. Јас сум учествувал во правење на тие рейтинзи и знам како е. Вистинската слика ќе се види на 11 декември. Огромно е велам. Нерасположението кај луѓето и огромно е опозиционото расположение. Тоа треба да биде јасно. Тие анкети што ги прават, тоа нема врска. Единствена предност каде што ја остваруваат е од третата изборна единица. Тоа го знаат они. Тој процент на разлика е негде околу 4%. Тоа многу добро го знаат, затоа и не сакаат да се случат сега избори. Сакаат да ги поврзат со локалните, затоа што нормално ќе зборат за локални теми, тука ВМРО се посупериорни, мора да се каже, затоа што имаат поголем број градоначалници. Во една таква кампања би ги ставиле, условно кажам, би ги впрегнале градоначалниците во една силна кампања, затоа што сега многу потешко ќе го прават тоа. Знаете, кога и они се засегнати, ќе работат повеќе тогаш на терен. И тоа е главната интенција во овој случај, значи да се спојат локалните со парламентарните избори. Затоа што апсолутно не се сигурни во резултат кој може да го освоат, кој ќе биде поволен за нив, а да не збориме за победи и така натаму. Тие тоа не размислуваат се. Те размислуваат да освоат некој резултат кој ќе биде поволен за да може да има некој пазар после за големи коалиции и така натаму. За тоа се размислува во овој момент. Апсолутно. Сите во овој момент во Република Македонија нерелевантна е ниту една анкета, јас ви кажувам тоа. Не постои аналитичар, не постои истражување. Покажа релевантни многу анкети на до сега не се покажале релевантни ниту една анкета. Претходните избори. Ниту една велам, претходните сите се со промашување од да речеме 3 до 4%, меѓутоа сега ќе видите какво промашување ќе има анкетите на 11 декември. Јас се убедувам ќе седнеме после 11 декември, нека се случат изборите и ќе разговараме. Ниту една анкета во овој момент не го покажува вистинското расположение на граѓаните. Единствено се прецизни до некаде партиските анкети, кои го сублимираат оној расположение на партиско расположение. Тука лежи доминантно ќе биде расположението на ВМРО како поголема политичка партија во моментот затоа што нејзиното гласачко тело се определува на тие анкети. Океј, тука лежи одговорот на што цели Социјалдемократскиот сојуз. Значи они се свесни дека ќе победи ВМРО ДПМН, но гледаат се да направат да не земе апсолутно мнозинство. Значи на сите им е јасно во државата и на меѓународната заедница дека ВМРО ДПМН де факто победува на изборите. Само ке нив е прашањето со колку пратеници. Тоа е психолошки момент. И сега се оди да земе да нема да нема мнозинство во парламентот, само ВМРО ДПМН, со цел подоцна се прават некакви математики, да се прави некоја малцинска влада со разни коалиции од албанскиот блок и така натаму. Но тоа влегуваме во една од најсериозните и најстрашни сценарија за Македонија, бидејќи во тој момент ќе се излее бесот на најголемиот речиси на најголемиот процент македонци кои живеат во Република Македонија. Бидејќи веќе го погазите нивниот глас ќе го погазите. Не, господин Србов, тоа се приказни кои им ги кажуваат, кои јас сум ги слушал и ги слушам постојано. И мене ми е многу интересно сега вака симпатично е кога ќе слушнам луѓе па сега ми кажуваат во ВМРО мене и го бранат ВМРО од мене и ми кажуваат за приказните кои им ги кажуваат секој ден дека не бранам никого. Тоа е психолошки, постојано зборење дека ние победуваме. Јас велам, анкетата ќе ја видиме на 11 декември кој победува, кој 10 циклуси изборни беа психолошки, кој победуваше? Вие сте убедени дека СДСМ ќе победи? Јас не сум представник на СДСМ и не сум убеден дали СДСМ ќе победи. Јас не ги представам СДСМ. Јас го представам Фронтот за демократска Македонија. Ние сме на фракција ВМРО ДПМН која се спремна да побара одговорност од партијата за
ова дирижот кај што ја доведе партијата. И ние за тоа разговарам, не разговарам за СДСМ, сега вие сакате да наметнете тема што не постои. Ама не, видете, вие кажувате дека ВМРО ДПМН нема да победи. Кој ќе победи на изборите? Еве кажете конкретно. На изборите ќе победи опозицијата која е составена од неколку блока, и десниот и левиот. Они ќе наформираат влада во Република Македонија. Значи вие се сте официјално во коалиција со Социјалдемократскиот сојуз, Фроден? Ние не сме во коалиција со Социјалдемократскиот сојуз. Ние сме која коалиција? Ние сме коалиција за промени и правда. Да, но кои се тие десни партии кои ќе влезат во коалиција со? Еве ќе видите идната недела ако се формираат. Тој блок во преговори сме, значи во најава сега е коалицијата за промени правда која функционира. Во тој блок ќе влеза, значи се преговара и со одредени други политички партии, со ВМРО. Сега вие се кажувате дека вие се борите за правда внатре во ВМРО ДПМН. А при тоа коалицирате со Социјалдемократскиот сојуз. Ние не коалицираме со Социјалдемократскиот сојуз. Па добро, во најава, еве ќе се преговара. Можеби ќе влезете во коалиција. Каква е таа борба? Кога се борите внатре во една политичка партија, според сите логики, треба да се борите во органите на партијата. Еве сега ќе ви кажам, со секого ќе влеземе во коалиција, со секого што има намера да го делегитимира овој режим и со секој кој размислува така, и ќе влеземе ако треба со секој во коалиција за да ја делегитимираме оваа политика. Да ви биде тоа јасно. Би влегле во коалиција со политичка партија која сака да воведе двојазичност, која води кон федерализација на државата. Немојте такви мислам работи кои немаат врска со реалност. Сега пак треба јас да бранам да вие од ВМРО од мене да го браните, значи такви теми се приказни за мали деца. Нити некој може да воведе двојазичност, нити некој ќе воведе двојазичност. Ова држава има закон и устав. Господинот Заев излезе и најави. И најави. Какво невоење? Господин Заев вчера имаш интервју, дали го слушавте интервјуто? Ги гледаме и кои луѓе се во извршниот одбор на Социјалдемократскиот сојуз. Таму имаме крајни левичари, значи радикални левичари комунисти, со кој патен десничариве би коалицирале, и имаме радикални исламисти. Каде тоа? Во извршниот одбор на Социјалдемократскиот сојуз. Ама јас не сум Социјалдемократски сојуз, вие повторно сега. Вие од каде сте, од кое здружение сте? Дали некого представувате? Вие ќе бидете во преговори, да, би можеле да коалицирате, бидејќи викате дека ќе коалицирате со секој кој би го урнал во наводници овој режим. Апсолутно, и ќе побараме одговорност. На 12 вие како десничар, ние нема да чекаме никого, ние на 12 ќе побараме одговорност. На 11 ќе бидат изборите, на 12 ќе побараме одговорност од раководството на ВМРО ДПМН. Затоа, докаде ја доведе политичката партија? Докаде ја доведе политичката партија, до кој дереже, докаде ја доведе Република Македонија? Ние се бориме токму ваквите тези како вас, што ве лажат, што ви кажуваат приказни. Нас не лаже, никој не ни кажува. Да ги делегитимираме. Затоа ние ќе разговараме за еднината нова држава. Да не смнуваме да патат сега ние разговараме за еднината нова држава, не разговараме за приказни за двојазичност. Кој може во оваа држава да воведе двојазичност, кажете? Може доколку Заев сака да направи малцинска влада. Јас не сум портпарол на Заева, молам. Зошто Заев сега пак Заев? Ви ме прашувате кој може да воведе, јас ви одговорувам. Па не постои таков човек. Има устав и закон во оваа држава, кој може да воведе? Па се чудевме ние кој може да направи територијална поделба, па видовме како се направи територијална поделба. Како се направи територијална поделба? Па која направи територијалната поделба во Македонија? Па јас во тој момент бев жестоко критичен на тие што ја правеа. Знаете, јас бев на улица. Па сите викавме дека во 2004 година бев на улица против таа територијална поделба. Сите викавме дека не е можно. Па не може сега вие да ми кажувате јас да го браните ВМРО од мене. Ама не го бранам. Зошто мислите дека го бранам ВМРО? Не го бранам ВМРО. Само ми нема логика, вие викате дека сте од ВМРО десничар кој влегува во коалиција, окей, имате крајна цел. Ние имаме наша коалиција од десни партии, тоа што е тука нејасно. Нашиот блок е десен. Да се докажам, кој влегувате, кој би влегле во коалиција со секој што сака да го сруши режимот, тука спаѓа Социјалдемократскиот сојуз, во кој патем влезе така наречената шарена револуција, каде што гледаме радикални левичари комунисти. Каде влегла шарената револуција? Во Социјалдемократскиот сојуз на пратенички листи има. Сега прашате ги социјалдемократите за тоа. Ама вие велите дека ќе коалицирате со секој кој е против Груевски. Ма вие не ме разбрате. Јас велам после изборите, доколку освоиме одреден резултат кој ќе биде поволен и доколку има можност да се направи коалиција која ќе делегитимира оваа политика на целта е да повлечете некои гласови за после тоа да окей. Јасно. Може ли вака да прашам? Не мислите ли дека е манипулација сето тоа со и околу федерализацијата? Особено ако имаме во предвид околу таа двојазичност дека токму во 2011 година ВМРО ДПМН и ДУИ донесоа закон за употреба на езиците.
Не, да не го сваќаме тоа така наивно, дека е пренапумпано или дека е приказни за... Не, затоа што како се враќате назад до 2004 година, Груевски самиот велеше јас никогаш нема да коалицирам со терористи. Тоа на крајот седна во влада. Да. Не може да ги разделат. Да, тоа се случи, направија коалиција со ДУИ, претходно нели беа со ДПА. Тоа беше под силен притисок, бидејќи мора по некое непишано правило кај нас во Македонија, тоа го има само во Македонија, да победничката партија од македонскиот блок, бидејќи се поделивме по блокови, од македонскиот блок да мора да коалицира со победничката партија од албанскиот блок. Не им се остава на партиите слобода да може победникот да прави коалиција со кој сака во поглед на коалицијата со ДУИ, односно претходно со нели ДПА. Претходната беше со ДПА и многу реална коалиција, две десничарски партии кои заедно коалицираа. А ова со ДУИ беше нели нашето непишано правило. Значи ние можеме воедно да согласиме дека и двајцата сте на став дека ќе имаме избори на 11 декември. Вие сте дека ќе победи ВМРО ДПМН и вие сте дека ќе победи опозицијата. Тоа го говорат анкетите, го гледаме. Анкетите до сега 10 циклуси изборни наназад, како што беа анкетите, како што кажа господинот, имале утка од 3 до 4%, но во главно расположението на анкетите се преслика на терен на изборите. Меѓутоа овој пат ќе ги видиме на 11 декември анкетите. Добро. Јас на сите им кажувам дека овој пат исто го се спореше дека анкетите ќе ги видиме на 11 декември. Па добро, еве ќе бидеме сведоци. И навистина ги гледавме. Добро, ние ќе бидеме сведоци. Еве да се случат изборите, па ќе разговараме. Ќе разговараме повторно, да, секако. На вистина стравувате дека нема да има избори? Не видете, не стравувам, јас сум убеден овој пат дека ќе има избори. Меѓутоа некако човек после тоа што се случува го тера да размислува во таа насока и да биде претпазлив. Имено да размислува во сите варијанти. Односно, што може да се случи, што ние сега може да превенираме да не се случи. Значи, едноставно, во тој некој правец размислувам. Убеден сум дека ќе има поради силниот притисок на меѓународниот фактор, поради ништо друго. Ако ги прашувате во ВМРО, нема да бегаат од избори 100 км на сат. Тие молат да има во пролет избори. Молат. Значи се прават, еве гледате тоа, постојано го гледате. По кои индици тоа го гледате, извинете? По кои индици го гледате? Дали Груевски или некој официјално искочил на медиум нешто да ви индицира на такво нешто да помислите? Официјално, да знаете една работа, се што ќе ви кажат официјално, се е спротивно тоа се случува, тоа што ќе ви кажат официјално. Јас таа лекција знам веќе 10 години. Така да не верувате што зборат официјално. Ама не ми кажувате. Гледате што прават внатре, а не официјално што дават изјави. Значи Зоран Заев изјавите ние сите можеме да кажеме било што со проблемот можеме да кажеме околу 2000 гласови во петата и шестата изборна единица, кои експерти се изјаснија дека не менуваат воопшто, што треба да се среди, значи не можете вие некого еден глас не можете да го негирате или да го фрлите така во вода. За тие 2000 гласови во петата и шестата изборна единица, Зоран Заев најавува дека мора тоа да се среди, автоматски најавува дека ќе оди на одложување на изборите. И вчера тоа е манипулација, немојте го смесрвате. А самиот го кажа, тоа. Пак ме терате такви очигледни работи да ги кажувате кои се манипулативни. Ама самиот го кажа тоа. Ние имаме одговорност сега. Ние сме пред аудиториум, ако имаме одговорност да кажуваме факти. Сега извртување на факти, јас читав денес коментари од интервјуата, такви извртувања на факти, 10 години не можам да сватам како овој народ се манипулира преку медиумите, преку разни аналитичари, професори, значи, па еве преку овие пропагандни здруженија. Дека сега да помene и вие сте биле манипулиран, значи. Па јас имав доблес да кажам, јас кога излегов на 12 мај со првиот мој текст кога побарав оставка како председател од Никола Груевски, јас признав дека му верував. Јас долго време верував. Јас и долго време укажував на проблемите до кои ќе доведе таа политика. Јас уште 2008 кажував дека нас не ни треба тужбата пред Меѓународниот суд на правдата и тоа го објаснував господин Србов на една трибина научна на која го организираше Европскиот универзитет. Убаво им образложам, и тоа не разбираат. Не можете на секој да му наметнете, ако има политика на манипулација, вие да му наметнете знаење. Не може тоа. Им објаснав зошто еве сега плачат. Присуда во хакни единствено оружје, правно оружје, единствено ни остана таа присуда во хакни. Господине Србов, тоа им го кажував и ја ќе ви го дадам мојот текст да видите што напишав. Им кажав дека пресудата и да добиеме во наша корист, која беше голема веројатност да се добие, не значи ништо. Неразбирањето на тоа како функционира меѓународното право, како функционира меѓународната заедница, е голема слабост на оваа политичка елита. Оние елементарни познавања нема. Тој им го зборев постојано.
Не може да со тужба ништо нема да одбиете, веле само губење време. Целата Дали јавност сега сум знаеше бил дека право, еве сега гледате, кој бил во право? Извинете, не вие, туку целата јавност знаеше дека таа нема да биде обврзувачка, сега навлегуваме во тоа прашање. Целата јавност како целата јавност Целата јавност знаеше тоа дека го се. Па немој да заборавите Никој не кажа дека немој да заборавите дека славија дента која добивме како сега готово веќе сме го решиле проблемот. Јас не, никој не викаше решен. Ја бев горд дека ја добивме како граѓани на Република Македонија, ја добивме правдата, но сите знаеа дека таа нема да биде обврзувачка. Кои сите? Цела јавност. Која е цела јавност? Па вие од кога следите политика? Вие се заборавиле 2009 како беше? Која е цела јавност? Па го представија тоа медиумски, го покрија медиумски дека тоа некоја голема победа, дека утре веќе спорот со Грција ќе се реши, дека ние сега ќе влеземе. Правдата ја добивме, тоа беше победа, да не избегавме од темата. Правдата ја добивме и тоа беше победа. Значи, а понатаму дали е обврзувачка или не е обврзувачка? Една работа ќе ви кажам и да знаете и да научите. Во меѓународната политика, во меѓународната заедница, правда не постои. Не може да барате вие правда, сме добиле, не постои правда. Ама цела јавност знаеше дека е силна дипломатија. Ама која обврзувачка? Па јас тоа им го кажав дека цела јавност знаеше тоа. Нема потреба. Македонската сите знае, нема потреба некој да им кажува. Но вие манипулирате. Цела јавност знаела за. Никој не кажа дека ако ние добиеме тужбата готово влеговме во ЕУ во НАТО. Не знам, не сте следеле зле политика, од скоро време следите. Следат 2008-2009 не сте поготово тужбата не сте во тек. Ајде најдете ги изјавите да видите каква еуфорија беше тоа. Беше еуфорија дека се доби случајот, но никој не веруваше дека обичниот човек во Македонија не веруваше дека ќе се влезе. Сега тој не е всушност суштинска тема. Тоа не е суштинска тема, јас кажувам само како било, како стоеле работи. Враќам на оно што е тема. Кој не сака избори? Сега зборуваме за тоа дали имаме веќе елементарни услови за избори, порано зборува фер избори, да се создадат услови. Имаме ли услови за? Имаме услови, сега зборат и за легитимни избори од Социјалдемократскиот сојуз, што не сакаат да го разјаснат, можеби господинот ќе ни го разјасни, што се легитимни избори, дали дел од народов е нелегитимен, па тоа не се легитимни избори доколку го победи ВМРО ДПМН. Значи од факти, кога се види дека фактите не им поминуваат како избирачки список, нешто што е опипливо, медиуми и ред други работи, кога тоа се среди, преминаа веднаш на легитимни избори. Добро, тоа и странците го кажаа дека волно условите, мислам дека ќе се согласиме, волно условите се исполнети. Се што беше договорено во минимум услови, Пржинскиот договор, најдобрата кованица се исполнет. Тој минимум значи што се бараше во некоја рака, знаете. Многу е тешко во еден систем кој е авторитарен, го градите со години, систем на манипулација и заглупување на народот, систем на една тортура и пресија. Вие се да барате услови какви што имаме во развиените држави. Не може тоа. Оној минимум услови за кои се бореше опозицијата можеби се исполни, меѓутоа велам условно тоа ќе го кажам, затоа што ете некои стандардни, велам некои мали промени во избирачкиот список се случи некое медиумско едно медиумско балансирање со некое адхок тело кое сега ќе ги регулира тие работи. И тоа се едни минимум услови. Суштина многу е тешко во едно вакво општество навистина да спроведете регуларни избори затоа што тоа е една, како да ви кажам, една пропаганда која се води 10 години, едно немање чувство за демократија, не функционирање на институции, поклопени институции, кај да се свртите сегде ви е угоре високо удолу длабоко. Џабе ви е борбата во партијата како поединец не може да одбиете. ВМРО се претвори во една авторитарна болшевичка партија, таа не е веќе демократска партија поодамна. Тоа нема врска ни со политика, ни со ништо. Тоа е една само манипулација и велам и заглупување на населението и ништо повеќе. И се вие во едни такви услови прашањето дали може да се случат регуларни избори е ирелевантно. Ќе се трудиме во рамките на дозволеното, во рамките на оние минимум стандарди, колку толку да се спроведат некои избори, какви такви, кои ќе бидат оценети, кои ќе може да поминат, ја велам. Веројатно ќе поминат оценките. Тоа е моето мислење. Така. Правиме пауза за реклами, па се враќаме назад во студиото. Специјална понуда 59 евра по лице за 2 ноќевања на база полупансион, појадок шведска маса, вечера избор по желба од мени, вклучено користење на базените, спа и фитнес центарот, Хотел Тино, Свети Стефан. Луѓето велат дека почетокот е тежок. Не. Тешко е кога се сомневаш во себе, а почетокот е најлесната работа на светот.
3 секунди. Донесуваш одлука, се опушташ и тргнуваш. 3, 2, 1. Стартувај сега со Нескафе 3 во 1. Ви благодариме за заеднички поминатите 150 години. Смоки Мега Хрскер. Повеќе кикирики за посилен вкус. Никогаш посилен. Смоки Мега Хрскер. 16 години постои. 20.000 хируршки операции, најмодерна смарт медицинска технологија, брза и безбедна диагностика. Референтен центар на Филипс за Југоисточна Европа. Згрижување на најтешки и најургентни пациенти од сите болести. Нова болница на 17.000 квадратни метри. Таму каде медицината не е бизнис. Таму каде добивате највисок медицински стандард најблиску до вас. Таму каде болницата има име и презиме. Жан Митрев клиника. Прилепска газоза. Освежува и зближува. Рамстор го слави 11-тиот роден ден, а вие добивате извонредни подароци. Уникатниот Citroen C4 Cactus за најсреќниот добитник и ваучери од по 11.000 денари за 111 добитници. Направете сметка над 1000 денари во кој било маркет Рамстор и учествувајте во наградната игра. Рамстор, доби повеќе, живеј подобро. Неверојатна октомвриска понуда во АМЦ. 5-инчен смарт телефон Ligo за 3490 денари. Лаптоп Dell со Intel Core i3 процесор за 16490 денари. 40-инчен смарт телевизор Sharp со 3-годишна гаранција за 21990 денари. АМЦ, вистинско место за нова технологија. Користите ги Виза кредитните картички за вашите потреби, и големи, и мали. Искористете ги промотивните поволности и аплицирајте до 22 октомври без чланарина за првата година. За направени 15 трансакции со Виза кредитните картички добивате уште една година гратис. НЛБ банка. Смоки Мега Хрскер. Повеќе кикирики за посилен вкус. Никогаш посилен. Тоа што ни треба. VIP Mobile Promo. Неограничени разговори и SMS кон сите мрежи. Плюс 4 гигабајти интернет за само 599 денари месечно. Цела година. Заедно со Acer за 999 денари. Или Huawei за 1999 денари. Само со VIP Postpaid. Повеќе за вас. VIP. Добре дојдовте назад со 24 анализа. Мои гости Никола Србов и Глигор Стојменов. Она што е страв во јавноста, па и кај опозицијскиот блок, за тоа дали може да не се случат избори на 11 декември, тоа е прашањето кое што се наметнува, односно дали Уставниот суд ќе се произнесе негативно во однос на специјалното јавно обвинителство. Тоа е спинот кој го трукаат од Социјалдемократскиот сојуз, колку што можеме да видиме. Тука се заборава една многу битна работа од Пржинскиот договор, во кој се договорија дека доколку се случи такво нешто, Уставниот суд да го прогласи за неуставно СЈ, политичките партии во рок од 5 дена ќе го воспостават повторно. Тоа значи на распуштено собрание ќе се вратат повторно назад? Па така си стоеше во Пржинскиот договор, доколку дојде до такво нешто, веднаш ќе се за 5 во рок од 5 дена ќе го воспостават повторно специјалното јавно обвинителство. Ја мислам дека сега во Социјалдемократскиот сојуз буквално се молат да се Уставниот суд да се изјасни негативно. За да имаат причина како би искочиле на улица повторно со Кои се вашите очекувања? Мислите дека Уставниот суд може да го Не, мислам дека Уставниот суд нема да направи тако нешто или воопшто нема да го отвара прашањето. Стојменов? Па не, точно е тоа што кажа господин Србов, дека има во Пржинскиот договор предвидено можност, значи за 5 дена доколку Уставниот суд го укине СЈ. Меѓутоа, ја мислам тука има една фалинка,
Искрено и да собранието и да не е распуштено многу тешко за педене. Јас не знам каков механизам, мака правно, мислам механизам дали постои за педена повторно со сите оние атрибути, со сите оние овластувања, со целто и габарит на како што е предвидено да работи СЈО, би го воспоставиле за 5 дена. Значи мислам дека тука се работи за една фалинка и тоа многу тешко може да се воспостави за 5 дена. Би тоа ајде сега да оставиме тоа. Дали мислам дека ќе се укине? Видите, Уставниот суд е во еден состав кој што е буквално може да го диригирате по телефон и да му кажете што да направи и што да стаи на дневен ред. Мислам дека во овој пат, поради пак ќе речам огромниот притисок на меѓународниот фактор, нема да дојде до тоа. И Уставниот суд ќе го одложи ова прашање за понатаму, не знам до кога. Значи немам сега можност нити некои мои предвидувања кога би го разгледувале они тоа како точка на дневен ред, како иницијатива, значи не знам. Меѓутоа, моето мислење е дека тие поради целокупната политичка ситуација, која е тешка во овој момент, поради огромниот притисок кој го прави меѓународниот фактор, ќе го одложат оценувањето на уставноста и за кога не знам. Тоа е моје мислење. Инаку, верувате, мала можност да постоеше, за еден ден буквално ќе донесе одлука и ќе укине. Тоа око нема да им трепне. Тоа се луѓе кои навистина не сакам да ги коментирам, да ги познавам некои таму, не само што се исклучително слаби кадри, не се суди од нив, него носат политички одлуки и се диригирани од политичките партии и тоа е еден проблем со кој ние треба да се справиме во иднина велам во Република Македонија никогаш повеќе да нема институција Уставен суд како што е оваа. Не само Уставен суд, и многу други работи. Нас не чека огромна работа после изборите 11 декември. Во очекување на посетата на Хан во петок и во очекување на новиот извештај за напредокот на Македонија од страна на Европската комисија, предлагам да го погледнеме прилогот на колегата Александар Пешев со некои нови негови сознанија и информации, па да се вратиме да прокоментираме. Новиот извештај за напредокот на Македонија кој се очекува да го објави Европската комисија ќе има посебен дел посветен на судството. Брифираат дипломатски избори за 24 вести. Според засега неофицијални информации, во овој дел од извештајот ќе се третира и формирање на посебно одделение во Основниот суд Скопје 1, кое би требало да се занимава со случаите кои произлегуваат од прислушуваните разговори, околу кое е формирано и специјалното јавно обвинителство. Нашите избори појаснуваат дека формирањето на специјален суд не е предлог кој се разгледува, бидејќи тоа би било во спротивност со Уставот. Објавувањето на извештајот за напредокот се очекува во ноември, во очи на предвремените парламентарни избори во декември, кои според евроамбасадорот Самуел Шпогар представуваат клучен чекор за разрешување на политичката криза во земјава. Fair campaign and credible December elections are key conditions and first step to resolving the long-lasting political crisis. This crisis has dealt a serious blow not only to the political system, but also to the very foundations of the rule of law and democratic order. And it has been paralyzing the country for too long. Финансиска помош од Европската комисија покриени се 70% од новата опрема за Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги во вкупна вредност од над 800.000 евра. Со опремата се обезбедува постојано 24-часовно снимање на емитуваната програма на радио и телевизиските програмски сервиси. Unfortunately, there are numerous reports, domestic ones and international ones, that make clear that the freedom of expression and the media environment in your country remains a serious challenge. So there are sincere and very substantial efforts needed, very substantial and sincere commitments needed by the stakeholders, primarily by political leaders, in order to respond to the citizens' rights to objective and trustworthy access to information. Слободата на медиумите е дел од итните реформски приоритети, чие спроведување ќе биде во фокусот на посетата на еврокомесарот Јоханес Хан, кој пристигнува во Скопје во петок идната недела. Освен со лидерите на политичките партии, Хан ќе разговара и со специјалната јавна обвинителка и засега нема официјални информации дали посебно судско одделение и законите за СЈО, кои не поминаа во собрание, ќе бидат теми на дискусија. Ова беше прилогот на колегата Александар Пешев. Фокусот некако беше на посебно судско одделение. Кој се плаши од специјалното јавно обвинителство?
Специјалното јавно обвинителство не видовме да отвори некои случаеви од тие што се најавуваа, нели, во така наречените бомби од страна на Зоран Заев. Се занимаваше со некои потривијални случаи, веќе самите се свесни дека од индиции не можете да правите случај. Господинот е правник, можеби подобро ќе ви го објасни тоа од мене, али мислам нека ќе се сложи дека од такви разговори, од индиции не можете вие да градите случај без да имате докази. Така да мислам дека од специјалното јавно обвинителство правно ако гледаме нема воопшто никој страв, но бидејќи преминува во алатка, политичка алатка, партиска алатка во рацете на Социјалдемократскиот сојуз, тука може да се очекуваат некои сплетки и игри како што беше пред да се даде амнестијата од страна на председателот Иванов, кога имаше некои индиции дека ќе трнат во апсење на политичари во Република Македонија. И тоа не на основ на факти, туку врз основ на политички одлуки. Бидејќи ние го гледаме Зоран Заев како најавува нешто што подосна СЈО излегува да го каже. Имате ли впечаток дека се обструира работата на специјалното јавно обвинителство, како што голем дел од јавноста има таков став? Видете, тоа е еден дел од кампања која цело време ја буткаат во јавноста. Се што им беше потребно, се им беше овозможено. Институциите гледаме дека се работуваат со нив. Проблем било зашто не се обезбедил притвор за некој тамо за некој обвинет. При тоа не кажува зашто го лиши од слобода единствениот македонски градоначалник во Албанија. За после тоа да кажат пупу не важи. И сега заради таква една случка, зашто не одредиле мерка притвор, не одредил судот, се правеле притисоци, обструкции врз СЈО. Се што беше побарано, како што гледаме, се им беше дадено. Стојменов? Да ви кажам искрено, јас сум фрапиран и вознемирен. Денес го кажав тоа и го напишав од оваа колективна, велам од институциите колективна обструкција која му се прави на специјалното јавно обвинителство. Просто тоа е навистина застрашувачки. Цела држава, сите институции, фактори да се впрегнат во рушење на одлуките, на работата на СЈО е навистина загрежувачки, велам од аспект на правдата. И тоа е една темпирана бомба. Основниот суд Скопје 1 е темпирана бомба за правдата во Република Македонија и тоа ќе го кажам отворено. Сега да се навратам на овие конкретни работи. Вели господинот индиции не можеле да се користат како докази така. Да, точно не можат, ама само во Република Македонија. Во Европа, значи јас ќе ве потсетам само, тоа малку луѓето кои ги прават, кои се правници ги знаат овие работи, дека Советот на Европа уште пред 22 години на некој начин им советуваше, и тоа беше преку Венецијанската комисија, до државите членки на Советот на Европа. Впрочем, и во Европската конвенција за човекови права се инкорпорираше одредба каде што се вле вака. Значи, кога се работи за јавен интерес, значи, политиката, политичарите се подложни на секогаш на контрола од јавноста. Индициите може да бидат докази, меѓутоа нашиот суд тоа не го прифати. Затоа на специјалното јавно обвинителство му е двојно, тројно потешко отколку што би било кој обвинителство. Затоа што тоа, освен овие индиции кои вели господинот ги има, тоа мора да обезбеди сега и многу други докази. Иако овде се работи за јавен интерес, индициите не се зема во пребит. Тоа беше првата голема обструкција, која ви велам, во Европа не постои. Политичар во Европа, во Германија, во Франција, да го фатите на телефонски разговор како прави недозволени работи. Ма тој веќе утре дента дава оставка и цела влада дава оставка. Едноставно не се разговара за тоа. Молам, ние овде разговараме прашања кои се воопшто не се примарни, значи разговараме за тоа дали индиции биле, дали не требало, дали биле само индиции, дали биле докази. Јас се извинувам за вербален деликт, знаете кога имаше? Се лежа луѓе за каква врска има ова со вербален деликт? Лежа за време на СФРЈ во комунистичкиот режим. Ако јас кажам дека некого ќе ликвидирам, а не сум го ликвидирал, јас да лежам за тоа дека сум кажал. За ова е веќе многу зборено да не се повторува. Господин Србов, кога нешто се извинувам, не знаете, немојте да го кажувате. Вербален деликт нема врска со ова што го говориме. Значи ве молам сега да се докажам само. Имено, тоа беше првата голема обструкција.
Втората работа, третата, вака натаму се прави. Со овие процесни процедури, процесни трикови кои ги прави основниот суд, па враќање, па класифицирани информации, се задава уште еден удар на правдата тука. Дајте да апелираме сите заедно. Нели имате интерес сите и вие претпоставам господин Србов и јас и сите да истераме правдата на виделина. Така? Се разбира. Па зошто тогаш сме сите впрегнати да го рушиме тоа СЈО и зошто сите правиме политика на место правда? Ма каква политика? Јас ќе кажам една работа. Од самостојувањето на Република Македонија до денес, ние не сме имале по професионална институција. Катица Јанева за вас е професионална институција која патеме неуставна. Не зборам за персонални речи. Катица Јанева го представува специјалното која патеме неуставна институција. Значи, немојте ќе ви објаснам из уставна. Политички создадена. Ќе ви објаснам из устав, Венест уставен суд сега. Ќе ви научам из устав, Не мора да ме учите, не мора да ме учите. Не, па гледам не знаете, значи, лутате со теми кои не ги познавате. Создадена по пат на политички договор. Господине Србов. Паралелна Република институција. Македонија е членка на Советот на Европа. Република Македонија е земја кандидат за членство во Европска унија. Република Македонија ги има главните ратификувано базичните конвенции, меѓународни договори во казненото право. Во која држава има паралелни институции? Чекај ве молам. Еве за Европска унија. Интенцијата на Република Македонија е борба против организираниот криминал кој го води Европа веќе засилено 10 години. Ние устави се менуваат во функција на борбата против криминалот. Го сменивме член 4 за да испорачуваме граѓани во кривичните судови да екстрадиција да прави. Значи, ве молам, уставот не може да се разгледува како некој автархичен институт самодоволен кој ние сега ќе го третираме рестриктивно и ќе кажуваме дали било уставно, дали не, тоа е уставна категорија. Зато не, уставна категорија е СЈО. Зошто? Зашто во сите држави каде што имаше проблеми во последните години, каде што имаше големи ломови, каде што имаше настани кои на некој начин ги загрозува и човековите права, се формира адхок тела, се формира институции. Никаде ова не е орган кој не постоел. Ова е постоел ваков орган секаде во Европа. Дали ви јасно? Еве земете го, каде постоела паралелна институција? Па земете го примерот во Република создадена по политички договор. Чекај малку, земете го примерот во Република Србија. Ние не сме овде уставен суд да спориме се. Тоа е друга тема, ако сакате да ќе објаснам детално зошто е уставно. Меѓутоа, во интерес на емисијата ќе изгубиме многу време. Земете го примерот во Србија после настаните со убиството на Џинџич. Знаете што формира во Србија? Специјално обвинителство, специјален суд и специјална полиција, господин Србов. Да не беше оделение? Ама ве молам, какво оделение? Ние имаме тука посебна институција, цела, паралелна. Таа институција е инкорпорирана така меѓутоа која дали Советот на обвинители дали да и Советот која за нелегитимно дали Советот на обвинители ја предложи јавното обвинителство го прогласува за нелегитимно, цела држава ја прогласува за нелегитимно. Сега тоа е уште една манипулација. Јас не сум порол на специјалното обвинителство. Значи убаво каже господја Катица рече вака. И вака рече, не да јас сакам прецизно, многу со факти. Рече, постојат сериозни индици дека се правени избори нерегуларности кои може да укаже на тоа дека и овие институции кои се избрани собрание, председател се нелегитимни. Што е тука спорно? Кажа дека се нелегитимни. Не може. Тоа го повтори и на собраниска комисија го повтори. Јас не сум проверете. Убаво кажа на собраниска комисија исто дека се нелегитимни. Тоа цело време ја прашуваа на собраниска комисија. Зошто се обраќате на нелегитимно? Како Катица е формулирала реченицата и не е битно. Не е битно како е формулирала реченицата. Дали има факти и аргументи за тоа збориме. Па чекаме случај. Дајте сите да работиме. Ние треба да имаме свест да придонесеме тоа СЈО да си ја заврши. Мене многу ме интересира кога ќе се отвори, кога сме веќе кај СЈО, кога ќе се отвори случај. Мене како граѓанин на Република Македонија страшно ме интересира кој прислушкуваш. Тоа сите не интересира. Значи мене страшно ми, значи тоа е пробивање на безбедносниот систем на Република Македонија. Искако што се А зошто не сакате да се дознае? Сакам реков. Па не сакате. Зошто се обструира СЈО? Намерате да се дознае кој СЈО не го отвара тоа прашање, воопшто не го истражува. Па вие предното тврдина во зашто е поврзан? Кој уништувал? Каде имаме ние напредок? Каде имаме напредок во тој случај кој прислушкуваше во Република Македонија? Тоа не го соопшти на комисија во собрание. Тамоство собрание знаете. Тоа е суштинско прашање кое се обструира. Па дозволете да се открие кој прислушкувал. Дајте значи, мене Мишко ме интересира, извини, прво и основно, кој прислушкуваш. Кој успел да го пробие безбедносниот систем на државата. Тоа е пресериозно прашање. Бидејќи исто ова се случуваше, како што сите знаеме, пред 2001. Истиот играч Верушевски и тогаш го правеше истото и сега го прави истото. Мене тука ме интересира најмногу кој го проби безбедносниот систем. Ако верувате во приказните дека Верушевски дошол и прислушкал, јас
Стварно не знам Па вие пред 2001 кој беше главен играч во прислушкувањето? А кој беше главен играч? Верушевски. Од каде вие знаете дека бил Верушевски? Јас не знам тој случај во детали. Господине, отворете, имате вестници од 2001. Имате медиуми, интернет. Отворете сега да не збориме за вакви тривијални работи. Отворете ќе видите. Сега вие инсинуирате дајте одговорност. Кој понали некој одговорност за тоа? Кој е одговорен, кој ги даваше на Црвенковски разговорите? Па Црвенковски исто како и сега излегуваше во јавност. Сега имам 3-4 разговори. Со истата реторика се зборуваше. Значи буквално со истата реторика како што се зборуваше за време на бомбиве и истите играчи. Само што Црвенковски сега не го гледаме Зоран Заев. Ако велите дека СЈО е продолжена рака на СДСМ, зошто тогаш целиот меѓународен фактор бара од политичките партии да ја подржат работата на специјалното јавно обвинителство? Видете, ВМРО ДПМН, колку што гледаме, значи даде согласност и за Катица Јанева и за специјалното јавно обвинителство. Да, но знаете, се ние видиме господинот вика трпел обструкции од а вие институциите. Не трпи обструкции. Вие не сте свесни дека има обструкции. Ама Катица кажува има обструкција, ама не кажува конкретно ова. Што конкретно да каже Катица? Каде има обструкции? Што не е било дозволено? Она не кажува, она само обструкции. Дури кажа дека имала суптилни закани. Чекайте, суптилни закани. Што треба Катица секој ден искаше да кажува кои се? Па имаше прилика да каже. Да каже што треба да каже. Собрание. Ма што треба да каже? Па не кажа кои прави обструкции. Како не каже? Да каже конкретно таа и таа институција барав тоа и тоа не ми дала. Таа институција барав тоа и тоа не ми дадо. Она не каже. Ама вие не следите изгледа господин редовно соопштенијата на СЈО, изгледа не ви интересира и сега инсинуирате. Имаше милион соопштенија. Милиони, ви кажам каде што буквално за секој проблем СЈО искачаше со соопштение. Побаравме ова, не беше ова вратено, ова не беше кажано вака, сега немојте се навраќаме. Ама кажете која институција вршала обструкции? Не, инсинуирате. Тоа не го кажува ни Катица Јанева, имаше прилики, на медиум имаше прилики, Јас и вие и господин Мишко има должност, значи да обезбедиме сите во оваа држава СЈО да ќе заврши работата, односно да ви одговори на прашањето кој прислушкал. Тоа не интересира сите. Чекам. Еве, јас како граѓанин чекам. Па не треба да се обструира. Јас како граѓанин чекам. Па не треба да се обструира, не треба да се плашиме од тоа. На крајот на криштата, ние ништо не губиме, ако знаеме кој. Никој не конкретно во што се обструира. Ништо не губиме. Јас сакам да знам кој во мојата партија, дали не. Мишко, конкретно Катица јас еве конкретно на пример каде гледаат обструкција. Го поднесува обвинението, па судот вели аха не се отвара зипове на фолдерот. Сега малку има некои такви смешни работи. Сега ова што ми паѓа прво на памет. Па не знам, можеби навистина не се отворил фолдерот. Не знам што да ви кажам за таква техничка работа. Или може ли СЈО да си пратат техничар со или доставува нов закон за заштитени сведоци, па се одбива амблок од водачката партија. Имаме закон за заштитени сведоци. Што треба да им прават сега на овие последни? Па има нели заштитени сведоци во Македонија? Господине, ама вие стварно не следите добро, ова област не ви е позната историчност. Основното јавно обвинителство, значи тој закон за СЈО, зошто бара СЈО? Да може да ги користи истите права како основното јавно обвинителство. Ме разбирате како државното. Па нели имавме заштитен сведок? Заштитни сведоци, да, меѓутоа тоа заштитни сведоци не се предвидени како категорија за СЈО. Тука тие барат еднакви права со ОЈО, односно основното јавно обвинителство. Тука вие тоа не сте го разбрали. Значи многу луѓе тоа не го разбираат и го прашуваат постојано. Како има велел заштитни сведоци? Има, меѓутоа за СЈО не е предвидено тоа. Па да, но сега ми кажавте дека немало закон, во Македонија немало закон, са сега да ми кажете дека има. Океј, значи има закон. Не, господине, пак манипулирате. Законот кој важи за основното јавно обвинителство, значи не може цело време манипулирате. Не манипулирам. Не, вие не разбирате, не разбирате оваа работа и говорите, велам, јас не се пуштам никогаш, сум многу претпазлив во работи кои не ги разбирам. Значи СЈО, ме слушате, СЈО бара исто тоа да му се овозможи што го има и основното јавно обвинителство во Републиката. Ништо повеќе, ништо помалку. Верувате вие на специјалното јавно обвинителство? Воопшто. Според политиките, а на другото обвинителство на Зврлевски? Според настапите како излегуваат, па на Зврлевски не излегува толку во јавност да ги гледам, па јас да ги оценувам, за сум имал искуство со нив. Ја по настапите ги гледам. Да, по настапите говорам и јас. Значи како излегува специјалното јавно обвинителство, тоа како да е буквално продолжена рака на Социјалдемократскиот сојуз. А за основното јавно обвинителство, па и не ги гледам толку по медиуми со вакви театрални настапи како што излегуваат. Овие па да имаме предходно да имаме некоја оценка, искуство се предходно има театрални кога апсија многу луѓе.
Да, но зборувам за вакви пресконференции кога се излегува, кога се знаете, она се дава впечаток, буквално впечаток се дава. Не работат ништо на рака на социјалдемократскиот. Сосема за крај, бидејќи нема време, мораме да завршуваме. Кратко само, во јавноста дилемата е вели вака: имаме ли борба помеѓу диктатура и демократија? Не знам како што воопшто да ви одговорам кога некој кажува дека има диктатура, а при тоа гледаме што се случува во Македонија, гледаме како се уриваат институции, гледаме како се вршеа сите овие протести што ги гледавме, сквернавење на споменици, по медиуми секој ден по неколку пати излегуваат, ја не знам која е таа диктатура. Значи, навистина, објаснете ми и по терминологија, ако сака да ќе збориме што значи зборот диктатура, и од кога започува зборот терминот диктатура, што значи, па да ми објасне мене која е таа диктатура, а која е таа демократија. Кратко. Па ево, јас нисто да прашам, мене ми е многу жал што мојата партија, ВМРО-ДПМН, навистина се претвори во многу елементи, има една сериозна, веќе изабегува во една сериозна диктатура, тоа ми е многу жал. Искрено не се надевав кога во периодот 2003 и 2006 до 2006 на некој начин ја правевме таа нова ВМРО-ДПМН, ја градевме, дека ќе дојде до овој ми е многу жал. Се ќе направиме, верувам, после изборите, не само во делегитимирање на оваа политика, него и во тотално менување на овој курс и никогаш во Република Македонија повеќе да не се повторат вакви политички партии со вакво поимање на политиката и вакво практикување на политиката. Очекувате Груевски и другите од врвот на партијата да бидат на листи? Да кажам, не сум во текстот и работи, можеби ќе бидат, можеби тоа е нивна одлука, дали ќе бидат. Јас искрено не би сакал, затоа што сепак се работи за луѓе кои треба на некој начин да ете, условно кажам, да ја докажуваат тие обвиненија имаат сериозни некои таму, па да се на некој начин да докажат својата невиност, очекувам да ја докажат. А кога сме кај тоа ВМРО-ДПМН, ќе се согласите со мене, како што сега е компактна и обединета целата десница, до сега никогаш не била, освен Јове Кекеновски, што е надворот. Не е само Јове Кекеновски, тоа е десен блок од многу партии, тука е ВМРО народ. По обединета никогаш не била. Па не знам колку обединета, немате информации, проверете на терен да видите колку се обединети. Многу сте грешка. Благодарам што бевте дел од 24 анализа. Вам, почитувани, ви благодарам што не гледавте.